Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Добро вечер, почитувани за многогодини празникот. Да, тоа сме ние во рамките на прославувањето на нашите верски празници, што е секако предизвик и убаво да се спомни, имајќи факт дека овој голем светител, Битолски, Нектар Свети Нектар Битолски е голем подвизник и преподобен кој помагал секому кој имаше потреба и бараше помош. Во слава и чест на големиот светител, наистина ми е задоволство што реализирам и оваа прекрасна емисија посветена токму за една најсензитивна група на вработени кои мислат и се грижат исто така за животот и здравјето на нас патниците кога патуваме во светот и кога се враќаме од светот, а тоа се контролорите на летање. И затоа го поканив Александар Тасовски, контролорот на летање и председател на синдикатот на контролорите, како што реков, на летање, имајќи факт дека се најавува еден штрајк, или јас го нареков летање во место. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Фала на поканата. Да сте живи и здрави. Со оглед дека реков летање во место, навистина размислувам што наслов да ставам, а фактичката ситуација кореспондира со тоа што вие го најавувате токму на денот на завршетокот на годината или новата година. Па и не кореспондира, ја повеќе би рекол летање во рикверц, иако технички не е тоа возможно, нели? Али за жал да, од како ги памтиме нашите корени во фирмата на контрола на летање, дефинитивно имавме еден период на подем, на развој, на напредување, каде што во еден известен период буквално се истакнавме во однос на останатите држави околу нас, соседни од бившата Југославија. Бевте први, ако се не се Па лажам. 2000 година бевме далеку пред сите, вклучително, ја би рекол, дури од Словенија подобри и од Хрватска, Белград, тоа не се веќе не се споредуваше. И за жал од 2000 година останавме на исто ниво, со тоа што само техниката застаруваше се повеќе и повеќе. Така затоа викам дека летаме во рикверц, бидејќи не добивме ништо ново, него буквално работиме на едни компјутери што се баш така од 99 година инсталирани, кои што луѓето можат предпостават која опрема, нека споредат какви компјутери имале во 99 година, 2000, какви имаат сега и ќе ми да многу појасно. А тие се менуваат на? Пракса е отприлика некои 7-8 години да може да се обнови, да се прати текот на развојот на технологијата, потребите во авиацијата, што би се олеснило нашето работење, ама од друга страна пак ќе дозволи да се обслужат поголем број на авиони. Значи, ако сега имаме бројка од околу 1200 авиона на ден кои не прелетуваат, може би ќе дојдеме 1600 до 2000 Тоа сака да летови. колку бројка на авиони летаат на нашето? Бројката варира,
период, дали е зимски, дали е празник, сабота, недела, нели, сето тоа зависи од тоа како луѓето ја бараат, има побарување за користење воздушниот сообраќај, меѓутоа летниот период ни е зафатен, голема гужва и бројката достигна 1200 авиона на ден. Пред да почнеме за проблемите, чисто информативно ме интересира, беше спорен едно доаѓање прелет на еден голем функционер на Руската Федерација, Лавров. Малце да доловите, чисто ако ме интересира, дали тоа беше премногу обезбедување, како иде тоа организационно? Ја на работа не бев тој ден, верувам дека како и секој пат кога доаѓа некој државник, имаме тоа класично обезбедување кој што доаѓаат од полицијата, кои што пратат, дали е сето тоа нели покриено, нека и нас нашето работење, дали има некои останати субјекти кои што не би требало да бидат во рамки на близина на аеродромот, меѓутоа од наша страна ние авионот не го гледаме како авион на оваја или она личност, го гледаме како точка. Буквално кај нас авионите се прикажани на екран како точка, секоја точка си има одредена на повикувачки знак, ние го викаме call sign, знаеме дали е тоа Lufthansa, дали Air France, дали е Визер, со кој број на лет и ние различни точки, различни бои. Не, иста точка е, само името, насловот на таа точка кој што е закачен на таа точка е различит и онда памет ги знаете сето тоа. Па ги гледаме ние во суштина, ги гледаме на екран како се движат, предвидуваме нивна траекторија на движење, имаме она што се вика план на летање, знаеме кои биле потребите, барањата и желбите на самата авиокомпанија, на пилотот како би сакал да лета, претпоставуваме врсно на тоа, ги предвидуваме можните конфликти во воздухот. Нормално има тука и вонредни состојби, као лоши временски ситуации, отмици на авиони, случаи на бомба, болен патник, убави моменти како породување, така да секакви ситуации ги има и тоа ние мораме да го обслужиме без оглед на... Без вас, значи не може да замислиме еден нормален лет во секој случај. Па не може, затоа што веќе воздушниот сообраќај е толку густи да... Во секој случај. Да, во суштина пилотите се должни да... Секој случај кој се грижи за сите. Ше да ми одговорите, имаше тоа воено обезбедување на други авиони кои доаѓаат или? Не знам, не сум бил стварно на работа, така да веројатно протоколарно како е тоа си го пратиме. Ние не гледаме. Знаете зашто имам гледачи кои е мојата маленко, зашто не? Јас сум служал ратно во бивша Југославија во JNA и бев противвоздушна одбрана. И токму на подземниот аеродром во Бихач, што знам дека тие од Бихачка многу ме напаѓаат со моите мисии, али со добра намера. Вечерва ќе говориме за доброто на ова што вие го барате и го упоменувате, дека велите стоп на партиски вработувања. Вела дека портири преку ноќ стануваат советници на МНАВ. Ајде вака да го преформулираме. Стоп на предсвена вработувања кои што не ни се потребни. Тачно се знае кој кадар ни е потребен, што ни фали во фирмата. Имаме вакви случаи, да бидеме искрени. Има секакви случаи. Мораме да видиме, господин Александар, да ја кажеме вистината очи и да слушат луѓето. Ја не мора да значи дека тоа е само партиски кадар. Може да е и дали е роднински, дали е бизнис. Па видите, знаете како у Македонија е општо јасно дека постојат луѓе кои што викаат дека го платиле своето работно место. Ја не можам да гатам дали такви има ситуации кај нас. Важно, одеднаш ќе се појави... Ајде да спекулирам, работно... да ни рече, може ли се таа цифра слуша 20.000 евра за едно работно место? Не може. Стварно не знам да ви кажам. Значи, сето тоа се муабети кои што е, познато јавноста, се разговараат колку се вистините и колку не се. Меѓутоа, она што ние можеме да го потенцираме, дека ако знаеме дека некој работно место немаме потреба од да биде отворена како такво или дека имаме доволно веќе вработи на тоа работно место, онда не гледаме здрава логика зашто некој упорно би инсистирал дека има потреба од таков човек. Имаме еден прекрасен аеродром, Скопски аеродром, кој наистина им пречеше некојаш името да ја го врати на Скопје. Да, имаме некои инсерти, Гордана и Горан се режи, ги поздравуваме. И нешто ќе се послуживме со некои веќе објавени инсерти, но имаме такви сознание да имате советник на советникот на советникот, измислено работно место. Да, има многу измислени работни места. Имавме една ситуација каде што во минатата година
со, да кажеме, со големи маки успеавме некоја вештачки направена систематизација од 400 нешто пропишани работни места да ја намалиме на некои 333 као некој компромис со директорите кој што според нас пак ќе кажам дека е бројка и текако поголема тоа на што реално нас ни е потребна. Постои изготвена студија која што ја работеше на времето од германската контрола на летање, потпомогната со KPMG и наши стручни лица, и бројката која што беше предвидена да биде вработени кај нас во фирмата вкупно, зборам, на сите служби е околу 265 вработени, од кои што требаше речи се половина да бидеме контролори на летање. Сега имаме наместо 265 имаме 305 вработени и место предвидените 130 контролори кои што е некој репер кој што го предвиделе германците дека така треба биде кај нас, ние сме нека бројка од 70-на као контролори на летање. Што треба да има поседува вработеното апликантот за да стане контролор? Како се стане контролор? Контролор на летање е многу интересна и чудна, да кажам, работна позиција, бидејќи кога разговарам со пријателите, многу е тешко да се објасни на некој човек дека е позиција каде што буквално сето она што сме го учеле во минатото не може да се искористи, се поврза. Значи ќе каже математика. Не е математика, основни познавања математика, не е географија, не е. Вака ви се добро, ви имавме на работното место, да, тоа е. Да, тоа беше дел од контролната кула кај нас. Значи се бараат посебни специфичности као што е координација. Познавање на англискиот јазик е без априори, да, секако. Значи способност да може да истовремено извршува повеќе задачи, мултитаскинг, да е отпорен на стресни ситуации, бидејќи како што кажам, секакви можни ситуации имаме кога пилотот ќе ни пријави дека има бомба, тој контролор треба да остане смирен, да го обслужи тој авион, да едноставно не испаничи, секакви гужви, имало проблеми, лоши времења, и ние така викаме, кога ќе дојде ситуацијата да е толку страшна, одработија, стани, отиди си дома, после дома што сакаш прави. Паѓај под стрес, несвест и сето тоа што треба, али на работа мора да завршиш работата како што треба, после веќе кога си слободен, тоа веќе оставаме на тебе како ќе се справиш со ситуацијата. Значи тие тестирања кои што се прават се надвор од сите тестови кои што ги знае јавноста, да кажеме. Значи не е дајте сега да правиме задача за електрични кола или не знам програмирање кодови или да видиме кој колку знае да шие, него е способноста да се процени дали тој човек има дарбата да биде контролор на летање или едноставно го нема тој афинитет. Еден вид ние го викаме како уметност, некој или е надарен за да биде тако видно уметник, друг човек не е. Многу од данците го прикажа пред многу години, каде што буквално на еден лист до секој ден што конкурираше за контрола на летање, напише убав текст кај што велеа немојте се осетите навреден или повреден доколку сте доктор на науки, знаете 3 јазика, не знам, толку трудови имате направено и едноставно не сте прошле на конкурс за контролори на летање, некој што седи поред вас знаете, кој што го поминувал школото така, просечно да кажеме, мора нели англискиот јазик да го знае одлично и сите да останати способности што се потребни за контрола на летање и он да биде примен, а вие не бидете примени, тоа не ве прави дека сте вие неинтелигентен човек, неспособен или било што, него едноставно за немате дарбата баш за овој вид на уметност да го одработите. Као што не може секој да биде и Пикасо и нема осет за цртање или нема осет за музика, некој има повеќе, некој има помалку, така да на еден ранг би го класифицирал и овој. Се станува ли преку ноќ контролор на летање? Самиот процес на контролор на летање е, ја би рекол, доживотен. Не е тоа заучив сега станав контролор и завршена приказната, него од моментот кога би се распишал тој конкурс каде што би започнале тие селекции за студенти контролори на летање до моментот кога истиот тој лик, тоа лице би станало самостоен контролор со прва дозвола за работа е период од најмалку 3 години. Низ тие 3 години самиот кандидат, самиот студент контролор на летање, нешто го велиме, многу пати ги повтара и ги полага едни исти тестови, му се прават едни исти контролни Не, класични тестови, метеорологија, навигација, радарска техника, значи имаме тамо 18 на предмети кои што се изучуваат за сите тие обуки,
како што и дел од симулаторски вежби, значи има теоретски дел, има практичен дел. Тој практичен дел, теоретски дел е нели класика она во училница, се учи, се тестираат, се полагаат испити, кој ќе ги завршите тие теоретски тестови, одnosno теоретскиот дел кој ќе заврши, се преоѓа на практичен дел во симулатор, каде што фактички работата која што ја работиме ние во жив сообраќај, со жив сообраќај, студентите контролори на летање почнуваат да изучуваат на компјутери кои што се прилагодени да изгледаат и да се поднесуваат буквално како нашето работно место и таму се учат тие техники како да се разберат. Да, симулации се пуштаат авиони од помал број, па одеднаш доаѓа до ситуација кај што ќе се пуштат на пример 40 авиона и тој контролор на летање, потенцијален контролор на летање, онде дали ќе се најде, он мора да се најде. Значи тоа е нормално да бројка е животот на илјадници патници. И он полага, ако ќе е успешно, ако ги положат симулаторот, ако го положат успешно, тогаш се преоѓа на прилагодење, тоа се вика учење на карактеристиките на самата работна позиција каде што би работел, работење под надзор на инструктор, му се доделува, значи самиот студент работи самостојно односно работи под надзор со инструктор, он разговара, он дава информации на пилотите, ги води авионите, меѓутоа покрај него цело време приклучен, тоа се вика на паралелна линија инструкторот да може да реагира ако е потребно. Тасовски, со оглед дека ве викнав за тоа што е најексклузивно е дека дефинитивно решивте од штрајк да одите и тоа во зенитот, во пикот, што се вели, токму на денот на прославата на Нова година, нели? Значи нема летање, нема авиони да полетуваат. Едноставно не се испочитува вашиот тоа ветување што беше дадено на 11 октомври, односно требате вие да штрајкувате на 12, колку што разбрав. Но беше некој договор со министерот Бочварски, не се испоштува. Зашто станува збор? Цела оваа агонија низ која што сега се финализира на некој начин, ова трае изминатата цела година, па ја би рекол изминатата 2022. Едноставно, као професионалци, видовме дека е толку, не може веќе да се толерира било какво вработување, како што реков, на непотребни луѓе и потоа да она што е навистина потребно не биде пружена шанса да навистина се направи правилна селекција. Тоа го првиот момент испадна кога као проблем се појави со обидот да лицата што беа за конкурс за контролори на летање, што требаше, што беа фактички во Данска, имаше обид да едноставно тука не бидат избрани тие како што би биле најдобри според селекциите. Тогаш сето тоа започна, видовме дека не е проблемот само кај контролорите на летање во нашата фирма, него дека тоа се преточува и во останатите служби. Кај нас сите служби сме некако поврзани, да кажеме дека они се еден вид на запчаници во часовникот кој што ние на крај треба да прикажеме точно време. И сега ако запчаникот било која служба е неточен, односно зараѓа, не е добро направен како што треба, онда дефинитивно ние како финален резултат на точно време што треба да дадеме ќе грешиме. Стрелката нема да работи како што треба, а веќе се повеќе и повеќе се случува да кај нас преку ноќ беа вработени едни, па префрли на друго работно место. Партиски работување, секој случај. Па ќе кажам, не може да потенцирам дека се само партиски, може се и партиски, тоа веќе ќе мора директорите ги прашат зашто отишле на таква, дали на тој човек да се одлучи, меѓутоа е симптоматично што огласот се појавува во петок некое време и онда во понеделник завршува. И онда шверцерски начин. Баш ме интересира кој може у сабота и недела да ги извади сите тие потребни документи како што се потврда за неосудуваност, кривишна евиденција, и така натака, и така натака. За 1 сат. Па да, буквално еден сат, значи петок у 2 у 3 сат ги објавен огласот, у понеделник ги завршува у 10-11. А тој си ги подготвил веќе документите, дефинитивно, значи тоа е во архива си добро повеќе од јасно дека е огласот наместен за одредено лице кој што ги има спремни документите и онда се чудат како па само еден се пријавил на конкурс, па само еден ќе се пријави. Тасовски, видите, јас ве сваќам, потпуно разбирам, сензитивна е ситуацијата, меѓутоа објективно мораме да објасниме на јавноста, бидејќи сте сервис на народот, сервис на граѓаните на Република Македонија. Дека македонскиот народ ги очекува вашите услуги и затоа треба македонскиот народ преку институциите во системот да ви дадат максимална професионална поддршка. Ваквите дубиози, шверцерски новинарска забелешка,
и моите колеги го делуваат со ова прашање, јас се консултирав, разговарав со моите колеги, токму шверцерски начин на вработување. Значи во петок да се отвори конкурс, 72 часа, никаде не тоа, никаде. Затоа велиме дека има призвук, не призвук, акцент дека тоа партиско вработување, а и ќе завршам за ова да подсетам гласноговорникот на Кралството Холандија, ја го почитам и го поздравам амбасадорот на Холандија, кој се одважи и го кажал криминалниот чин на ова политичка провениенција, што се случува, дека не води кон ништо. Давајќи акцент на вашите негодувања дека во правост дека не сме тоа да се случи. Како што напоменав, ова не трае од пред некој ден. Ова трае веќе повеќе години и ние сме доаѓале во многу ситуации да малте да најавиме штрајк. Меѓутоа, секој пат сме попуштале за жал према нашето раководство, не ради страв, да не се лажеме, него токму поради тоа што сме имале некаква симпатија према граѓаните дека тие не се виновни да го испаштаат хирот на нашите директори кои што едноставно немаат желба или не е до знаење родители, него едноставно немаат желба да навистина нашата фирма ја водат у вистинска насока. Еднаш ќе остолираш, ќе се договориме нешто, они као ќе обеќаат, ај добро, ние ќе откажеме штрајкот за да све биде као во ред, они потоа ќе направат некаква си заобиколување на тоа што ќе го договориме, дали пишано, дали не пишано, као тако, и една повторно имаме натегање, шминка. Шминка, и onda пак имаме натегање, повторно имаме убедувања, расправи, карање, докажување, најава на штрајкови и сето тоа, наместо сето тоа да биде као што сме седнале, сме ги договориле работи, така да ги терме. И ова што е сега причина за штрајкот е повторно непочитување на она што беше договорено на 11 октомври, согласно наше барање дека многу се јасни, значи ние велиме вака. Никој не може да спречи вработување. Секоја фирма има нели во оној циклус некој отишол у пензија се зголемил обем на работа, ама прво треба да видиме кои тоа ни се потребни работни места. И тоа што е навистина потребно, имаме заклучено воопшто на ниво на цела фирма и самите директори викаат ни требаат оперативни кадри. Оперативни кадар се знае кој е. Тука не спаѓаат секретарки, не спаѓаат не знам такви да кажеме работни места, него си има тачно кои што се со лиценца и има начин како тие треба да бидат селектирани. Од друга страна баравме да временскиот рок за објавување, односно на траење на огласот за вработување биде минимум 10 работни дена. И ние добивме согласност од страна на Па да, тој некој е две календарски недели, 14 дена, нели 5 работни од една 5 до другата недела. Секој што е заинтересиран има можност да отиде да ги извади потребни документи, да прочита, некој да му каже, да дознае и онда да аплицира на тоа работно место. Му се даде шанса на секој граѓанин во оваа држава да има избор после направи. Сега што направи овој пат? Овој пат го направија дека не е 10 работни дена, него 10 календарски денови, као работа е па добра, нема сега валја за неколку дена правите проблем. А што е работата? Што е проблем да не бидат 10 работни дена? Па не може сега ви кажам, одеднаш измислија нова не, него повторно идат на тоа дека што помалку луѓе дознаат за ова, што помалку луѓе да можат да ги извадат тие потребни документи меѓу кои што се бара нели неосудуваност, кривична евиденција и сега дополнително тоа обременија со уште еден документ кој што е преседан, бараат секој што ќе биде вработен, односно што ќе конкурира за инженер или техничар во нашата фирма, да достави лекарско уверение класа 4, се вика тоа. Што значи тоа? Тоа се посебни лекарски уверенија кои се прават во медицини на трудот, коштаат отприлика некои 100 евра да се изготват као такви. Самата проверка трае еден ден, меѓутоа е една работа која што ги обесхрабрува сите оние што би сакале да конкурираат, да кажат чекај, ја треба да вложам 100 евра сега за да видам дали тој конкурсот намеса за некого. Иако кај нас на пример за контролори на летање селекцијата така и треба биде, има дел што се бара као документација, потоа се прави тестирање у поглед на знаење, можности, професионализам, вештина и на крај сите тие што ќе ги поминат сите тие тестирања како такви, онда се прави тој лекарски преглед класа 4, кај нас е класа 3 конкретно за контролори на летање. Апсолутно, сето тоа и онда викам, значи од овие
100, 200, 300 кандидати, на крај останаа 20 или 30 кои што успешно ги поминаа сите тестови. Тие 20-30 ќе видиме сега кои дали сите имаат лекарски класа 4 може да обезбедат, ама тоа треба да го плати фирмата. Али тоа е финален тест, не е делот кој што треба да го... Да, апсолутно. Само дека доаѓа сега било кој да сега треба да дам 100 евра за да отидам да ги поднесам документите, а очекувам, као што е све одржано, или дека тоа нешто ќе биде наместено, и онда никој не го прави, и онда веќе кој ќе ги земе тие тести, односно кој ќе ги земе тие лекарски уверења, само тој што знаел дека тестот, односно конкурс ќе биде ваква. До сега беше комисија која што ја составува самите директори, они ги правеа селекцијите. Ние баравме еден дел од оваа спогодба кај што беше, нели, поради што го ставивме штрајкото мирување, дека баравме и у колективниот договор на МНАФ као фирма стои дека синдикатот мора да биде учесник во својство на наблюдувач. Ние прв пат тоа го применивме во 2022 година, која беше избора за студент контролор на летање, каде што буквално ние не правевме селекција, значи представници што беа на синдикатот. А до тогаш немаше ни еден... Не, сите се не знаевме за конкурс, затоа што тие 3 дена ретко кој денешно време ретко кој чита весници. Они ќе го објават во дневен весник вечер, коха и како годе. Така е, никој не го прочитал, тој што треба го знае го прочитал. Едноставно, ние дека веќе се свестиме дека имало, они веќе завршиле селекција у вторникот, понеделникот завршил, у вторникот го избрале со образложење, па само еден се пријави, што е нормално, и онда веќе немаш време за реакција. Сега веќе не сакаме тоа да се случува, него сакаме да секој граѓанин во оваа држава добие право да конкурира и да едноставно, навистина, кадарот кој што е квалитетен, биде примен за тоа работно место кое што нас навистина би ни требало. Не да ни го измислам, него да кажеме дека навистина ни треба. Не да имаме работно место, советник за авионите кои што прелетуваат со опасни материи. Да кажеме, имаме така и од друга служба, од друга фирма, али пак поврзано со воздухопловство, кој што треба да знае дали авионот кој што прелетува, што немаме допир него ни гледа, измислено работно место. И да се зимува платичко. Апсолутно. Доста е затоа што веќе ние сме фирма која што е самофинансирачка. Ние, значи, ние пари од буџет на државата не земаме ништо. Ви сте акционерско друштво. Акционерско државата е собственик на нашата компанија, поради тоа што самата регулатива на Eurocontrol, кој што е орган на воздухопловството во Европска унија, ги наложува тие правила на игра. Они викаат, ако сакате... Они вика да, сакате да летаат авионите преку Македонија, вие мора да ги пратите овие правила на игра. Ако не ги пратите, онда нема да летаат преку вас. Тука не е само какво ќе биде фирмата, него тука спаѓа и тоа како ќе се работи, какви се обуките мора да бидат, какви ќе бидат паузите после работно време, така да има огромен број на захтеви, принципи, правила кои што треба да ги почитуваме. А директорите не реагираат, не ги почитуваат. Па ние сме таа за жал корективна алка, иако во некои нормални светски рамки синдикатот е тој што би требало да бара да немаме толку закони, немаме толку правилници, да имаме повеќе вработувања од причина, нели синдикатот тоа би требало да бара. Ние испаѓаме дека се поднесуваме као коректив на директорите кои што вработуваат премногу, затоа што гледаме дека едноставно... И се борите против грешките на тие партиски војници кои вршат... Директорите кои што едноставно ја олабавуваат работа да имаат они можност едноставно ги применуваат работите како што нив повеќе би им одговарало, а ние бараме се затегне за да има некаков ред и контрола на работењето во фирмата. Со еден збор да се појасни да гледачите, фактички вие со сервисирањето на услугите ваши, значи во делот на контролирањето на летовите на другите авиокомпании, добивате средства, вашата компанија, и се обезбедувате со финансска потенција. Тие средства се обезбедуваат преку правдање на буџет, која што нашата компанија секоја година за наредната го правда пред, тоа се вика Enlarge Committee, односно пред комисија која што составена од корисници на воздушниот простор, значи пилотите, авиокомпаниите, како и останатите учесници во Eurocontrol. И онда секоја држава, не само тоа за Македонија, значи сите, и Франција, и Германија, и Србија, и Албанија, и Грција, они се должни да направат буџет кој што идат на годишно ниво и сега го правдат и викаат: ми треба толку пари на годишно ниво ради тоа што опрема треба да се купат, компјутери се купат, не знам, дали згради ќе правиме, дали ќе кречиме, дали плати ќе бидат како ќе да. И тоа у суштина се разгледува на ниво на
тој е large committee. Онда тука доаѓа до моменти каде што може би ќе каже на компанија, чека, зашто ќе купувате се уште еден радар, пошто веќе имате доволно или овој ви е купен пред година дена, па онда може да има приметби од поглед на тоа, не може сега да го земете тоа, ќе го купите до година, ќе намалите ради тоа цената што ја барате као прелети, меѓутоа начелно она што ќе се договори на ниво на тој large committee, ние сме должни, не само ние, него цела сите контролори на летање во Европа се должни да го почитуваат као такво и да го применуваат со таа разлика што доколку на крајот на годината останат средства кои што не се искористени од било кои причини, ние сме должни да ги вратиме назад. Значи тие не остануваат кај нас. Не може да кажеме, ако кажеме дека ни требало за радар купиме 2 милиона, за плати ни требало, не знам, милион евра, за струја ни требало милион евра и тоа е вкупно 20 милиона евра, ако не сме ги исполниле платите од тој обем или не е купен радарот, се враќаат назад на авиокомпаниите. И онда не може да се употребат кај нас да кажеме сега тука се парите, сега ќе ги чуваме под перница или ќе ги ставиме на сметка или ќе ги дадеме како што порано го зимаа да кажеме, не знам, за фудбалски клубови да финансираме или млекари сме финансирале и така натака и така натака. Имаше уминато многу такви случаи, така да тоа фала Богу веќе замре од причина што други држави, наши соседни земји плаќаат големи пенали и казни ради такви злоупотреби према европска, према Евроконтрол. Стасевски, најбитно е, јас се согласувам со вас и апострофирам обезбедувањето на нова техника. Бидејќи во вашите раце се реков животите на илјадници луѓе кои патуваат во воздух. Како се наоѓаат, во која кондиција сте сега со техничката опременост и се тоа? Веќе кажав, опремата е стара. Од 2000 година е почнала да директорите се грижат за тоа да биде при. Еве сега се грижат. Они 10 години се грижат, значи ние 10 години касниме со инсталација на тој систем. Сега е донесен тој систем доле. Се грижат да вработат што повеќе своји. Па не е само тоа, значи имаме проблем кај што таа некоја зграда што требаше биде изградена за таа нова опрема одеднаш се откажа. Претходно беше извадена од начинот како беше првично. Па ќе кажам, многу партии, како која дојде, така се нешто сака да се умеша у целата работа и на крај сето тоа завршува со пропаст. Ја бев летав од Америка преку Белград, преку Србија јас. И видов дека Никола Тесла аеродромот се развива. Тотално трансформиран, во едно наистина преубаво издание се гледа. Не е само аеродромот, ја ние го гледаме од аспект на контрола на летање, што има изградена нова контролна кула. Точно, на тоа мислам на 2 или 3 пати повисоко од претходната. Обласната сала име фантастична успоредба со нашто ние го имаме. Опремата име ова е веќе од 2000 година, мислам дека име трета или четврта опрема која што ја имаат сменето со најновите, најмодерните алатки кои што ги користиме. Сето тоа нив им е олесно, е многу повеќе работа на нас, ние ради се тоа што сега го имаме, ние е многу повеќе од тежната. Ради тоа што е од тежна не можеме да обслужиме број на авиони кои што реално би сакале да... Што е стресот што е поголем за вас во секој случај? Па стрес има секако, меѓутоа да кажеме ако веќе вака обслужуваме 1200 со нова опрема би можело да обслужиме 1600, 1700, 1800 авиони, што дополнително е значи повеќе прилив на заради тоа што го плаќаат, нели, што го прелетуваат нашиот воздушен простор, а тој повеќе прилив па значи приход од државата од оној легален аспект преку даноци, преку пензиска, преку сето тоа. Единствениот начин како државата го има ќарот од нашето работење е дека, да кажеме, ние 22 милиона евра годишно отприлика имаме некаде. Колку има на државата? Па земете сега, колку е тамо за плати е 50% од бруто платата, нели, здравствени фондови, даноци, персонални и пензиски фондови, ДДВ, потоа да кажеме сите оние плати што ќе ги добијат вработените, тие 90% се плаќа, се користат тука, нели, ќе отидеме до Веро, ќе пазариме ДДВ сме платиле обртот. Така да тоа треба да гледаме како инвестиција од Европска унија која што секоја година дава некои 20 милиона евра и вика еве дечки вие нешто ќе работите тамо, ќе ни пружате услуга во безбедност на воздушна пловидба, ќе ни обезбедувате дека сето тоа што ќе прелета преку вас ќе биде како што треба квалитетно обслужено, безбедно обслужено и ние сме спремни да ви даваме тие пари за вас, ама треба да ги искористите да купите опрема, да искористите и за плати на вработените, треба да платите струја, да направите нова зграда. Сега тоа треба да се менаџира, кај нас тоа за жал некако
стагнира со менаџирањето и затоа веќе каскаме. Кои се уште вашите барања со оглед дека рековме дека со ова Па, у текст, шверцерски значи начин едно барање е овој дел за вработувањето. И ние стоиме до тоа дека директорите ќе мора да го повлечат, да го понишат овој оглас, да го коригираат како сакаат. Едноставно нека направат дека 10 работни дена, нека ги трнат оние асистенти, деловни асистенти кои што не спаѓаат у оперативен кадар, нека го трнат оние дел дека е обврска да техничарот, инженерот треба да донесе лекарско уверение сега пред да конкурира, односно пред да биде примен, него едноставно да се помине, да се помине целосна селекција па да го направат тој лекарски дел како финално. Меѓутоа они не испочитуваат ни она другото што требаше да завршат. Значи не е завршена ни тендерската постапка за фирма која што баравме дека треба да спроведе функционална анализа во нашата компанија, за да еднаш ставиме повторно нови бројки кои што ќе кажат колку треба да имаме вработени, колку треба служби да имаме, по колку вработени у тие служби треба да имаме и каков профил на луѓе треба да имаме. Кои се по европски терки. Тоа е да земеме пример, нека споредат сака за Германија, Италија, Франција, тоа е нивна работа, нели тоа треба некој го сработи, онда да ги знаеме точно бројките како се одвиваат и утре нема да биде нити по наше дека треба да имаме, не знам, 260, нали, нити по страна директор дека треба да бидат 430 вработени. Меѓутоа баравме исто и подобрување на условите за вработење затоа што имаме страшни проблеми. Ова делот од опремата што е техничка за работење не е едно. Меѓутоа ние имавме ситуации каде што со месеци немавме вода во тоалетите, немаме вода никаква за користење, доаѓа летен период едноставно мислам, ова е срамота да разговараме, ова е дури е и директорите за тоа не се грижеле, воопшто не ги интересува. Па не го решаваат проблемот, едноставно може се деси денеска да снемаш вода, ама утре треба да се интервенира. Па тој проблем не се решава воопшто, елементарните услови не се, да не кажам она што треба да бидат, не знам, за седење, гарнитури, столици и сето тоа што е испокршено, не може ова не може се подпре, ако се подпрем јака имена на столицата, ќе ми се преврти ке, значи тоа се а контролирате небо, контролирате. Па тоа е, значи доаѓате одеднаш од ситуација од фирма кај што луѓето го замислуваат контролата на летање дека е Space Shuttle, нас едно други доаѓате овдека имате крајно разочарување да не кажам од тоа дека нели кој доаѓа на работа, кој не доаѓа на работа, кој пак е тоа служби кои што не се контролори на летање у старки, кажам, значи тоа се привилегирани служби. Нема дисциплина, кој што нема дисциплина, тоа се толерира, едноставно сите го знаат. И овој директор и претходни менеджери сите тоа го знаат. Многу предизвик ми е. Многу порано, многу години назад водев исто емисија на една друга телевизија и имаше нека анегдота. Бе молам, вие сте човек кој може да праша, може ли контролорот да биде толку слободен да го заборави авионот на небо и да си замине на пазар и да добие информација дека авион има на небо? Не. Ете како, не може Дали да се тоа заборави. спекулации и измислени приказки? Не може да заборави, не може да се случи такво нешто, бидејќи Не може, освен на колку треба да бидат на еден... Не бе, ние сме аеродром... покривање 24 часа. Да. Значи кај нас проблемот е што ако ја задоснам на работа, тој затоа и кажуваме кај нас контролорот на летање касни на работа само ако не дојде 10 минути порано предвиденото време кога треба да смена. Ние работиме значи во смени по 8 часа, првата смена почне во 7:30. Значи претходниот не може да замени дека не дојде другиот. И онда да кажеме ако ја треба да бидам во 7:30 на работа, сите тие што ќе дојдеме после 7:20, ние самите ги гледаме као ало касниш, не е во ред ова, затоа што треба тој што бил ноќна да се отиде. Тој што да кажеме, колку луѓе се во Охридскиот? Во Охридскиот се 5 вработени, кај нив имаат посебен режим затоа што кај нив на пример нема 24 часовно покривање, него се пропишани слотови ги велиме кај што авиокомпаниите велат ние имаме интерес да летаме, доеме у 2 часа, другите има у 3, онда прават слотови, добро, ако дојат у 2 и у 4, онда ќе ставиме да дојде човек у 1 да си отиде например саат време порано, да си отиде после саат време покасно. Јас сум таков новинар кој никош не оставам на паушали, затоа ја прашав, се работеше за Охридски аеродром. Може ли да се случи, затоа прашувам 5 души да го заборави авионот дека е во него? Не може да го заборави, тоа ми е малце да кажеме ситуација каде верно дека имате слушано за ова пред година назад. Јас стварно не сум запознат со цела ова постапка,
Има многу случаи, да кажеме, ако авионот требал да дојде во еден, пошто ние знаеме да им дадеме кратења, например, наместо да иде по некоја патека што самиот пилот ја предвидува точка А, Б, С, Д, да кажеме, ние знаеме ради можност или самиот ветер да му дадеме да од точка А до последната точка да иде директна линија и со тоа да му скратиме половина час, уште ветерот ако му се погоди да добие навистина порано. И сега ако дошол порано па да овој не бил стигнат на работа, дека од такво да имало дека е прича некоја, али јас стварно не сум запознат со јас себе ви благодарам навистина што ми дадовте можност, ја велам ќе даде Господ навистина да имам некоја емисија на оваа тема, се случи да ме прашам директно. Пошто ја на пример контролата на летање у Скопје е над контрола на летање у Охрид. Значи авионот треба да биде прво кај мене. Ја треба да го барам контролорот на летање у Охрид и ако не го најдам на работно место, ја нема да го префрлам авионот у Охрид. Пошто ја го барам него на фиксен телефонски број што ни е директна линија со локал. Дали се окей? Па да, мора да го провериме. Дали имате бенефициран стаж? Да, колку е тоа? 16? Како дој, па да, веројатно 4 месеца на една година, така би требало да дојде на вест. Морам и ова, го извадив како еден извод, вели моменталната состојба според синдикатот е до повик. Која мајка изгубила дете да дојде да си го најде во МНФ? Па тоа не е мој, значи тоа не знам кој го има кажано, тоа не е мој став. У МНФ е фирма која што има самата МНФ е служба која што осим контролори на летање и техника, што реков, оперативен персонал, навистина има разни административни служби, каде што најчесто секоја гарнитура, раководна гарнитура се обидува тамо да ги вдоми, да кажеме, тие лица кои што ја добиваат наредба или на некој начин има желба да ги вдомат, пошто е најмала одговорност. Ретко кој се нафаќа да постави преку врски контролор на летање нечив, затоа што треба да го оставиш на работно место и да му кажеш повели од утре одговара за 40 авиона, секој од нив има по 200 патника, па види како ќе се снајдеш. Тоа и обично од сите тие што имаат некакви врски и барања, сите бараат да бидат од други помошни служби, каде што ќе немаат таа одговорност. Сега, пак ќе кажам, со години наназад се правиле такви аномалии. Меѓутоа предизвик е секој да дојде до работно место во тоа, што велам, читам вика еден портир зима околу 500 евра личен доход. Тука е некако. Поголемиот предизвик е што веќе идат на карта дека можат да дојдат кај нас и да не доаѓаат на работа. Тоа е поголемиот проблем, кој што ние го реагиравме дека и се замижува едноставно се толерира страна на директорите. Сега се замижуваше, сега почна да ги стега, да кажеме, малку работите, меѓутоа до сега низ години надозад буквално се знаеше дека луѓе кои што во авторитетот и оно големата Евространда, Еврофронт, Евромесбачите, што мене не сакам да прифаќам некои безобразни пораки, а гледајќи дека навистина ѓубрето околу нив е се поголемо и поголемо. Дека не доаѓање на работа некој човек не е само трошок за фирмата, него влијае на тоа, што имам често навика да ми кажат директорите, ние ги изгубивме ради таквите лица, ги изгубивме работниците, ги изгубивме. Секој доаѓа, гледа дека колегата што му е тука го нема еден ден, 2 дена, 5 дена, вика па ја едноставно не сум јав дека што сум јав дека да седам да работам секој ден доаѓам, едноставно почнуваат и они да забушаваат. Кој вашата порака со леговме во финале, можете да пратите на камерата? Пораката моја на моите колеги контролори на летање е дека е крајно време да почнеме да го тераме професионализмот, да бидеме исправни во селекцијата, да до тоа го правиме искрено, добронамерно, професионално, зашто само на таков начин ќе можеме да постигнуваме подобри успеси во работењето, се другото е само тонење постепено во една голема дупка. Тоа се ви благодарам многу што бевте ве соговорник, еве да се пофаламе ексклузивно, дојдовте во прв медиум кој дадовте вака еден поголем интервју за актуелните избидувања, значи останувате и натаму лет во место или во реквест до нова година нема летање, така? Се надеваме дека директорите ќе ги променат нивните ставови и дека ќе можеме да се откажеме ние од штрајкот, ако не дефинитивно нема да ги. И посакам добро здравје, среќна нова година, верувам пред сите ви честитам. Посакам успешни работни денови и празници. Тоа почитуване беше Александар Тасевски, прв човек на синдикатот и еден од главните контролори кој се грижи за нашето небо, се грижи за принципиелноста и стандардите
и останува да бидеме мирни и да се надеме дај Боже дека има вакви совесни луѓе дека сепак можеме слободно да летаме, а такви политиканти и партиски послушници редно е да си заминат. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.